со малку поведри вести, кои што ќе ни ги донесе нашиот прв гостин на мојата колешка Слободанка. Добро утро за Игор Киров. Слободанче, добро утро и за тебе. Добро утро, Сузе. Добро утро. Кога сме? Јас сум добро. Овој четврток, после невремето, се чувствувам некако чудно, ама опуштено би рекла, бидејќи имавме свежо, на вистина, утро, после она турбулентна вечер. Игор, добре ни дојде во Македонија. Добро ве најдов. Те следиме, се радуваме на секој твој успех и едва и те чекавме да ни кажеш што ново се случи од последното доаѓање. Има што да се каже, затоа сме ова утро и тука. Повелете. Благодарам, Сузе. Голем поздрав од мене до нашите гледачи кои ова утро сте заедно со нас и ја следите утринската програма Добро утро секое утро. И јас ќе му посакам исто така на Игор. Што да кажеме? Наше, а светско така? Светско, а наше или како и да е? Игор Киров, нашиот кореограф, добро утро и добре ни дојде. Навистина имаме за што да се пофалиме и затоа сме тука. Меѓутоа, прво прашање, како сме? Добро утро. Од толку патувања и од толку многу сте работа. гледачи на Алфа телевизија. Благодарам добро. Еве, конечно после скоро 3 месеци, колку што бев надвор, успеав да дојдам малку дома, да се одморам овие неколку денови и да се спремам за тоа што доаѓа пред мене во наредниот период. Нешто што треба да се реализира. Меѓутоа, ние сега ќе позборуваме веднаш на самиот почеток за она што веќе се реализираше и што најде на голем број на публика и на воодушевување од публиката исто така од нивна страна. Меѓутоа, за што конкретно се работи, зборуваме сега за соседството, за во Србија, поточно за во позориште, да кажеме, театарот во Белград, така го нарекуваат по нивниот јазик. Народно позориште во Белграду. Да, само скоро пред недела дена ми заврши последната премиера. Српско национално дело, Бановиќ Страхиња, еден епски јунак, за кој што нашите соседи се доста поносни, горди и сензитивни, поврзани, така е. И ми беше чест и задоволство дека јас како македонец бев поканет од страна на дирекцијата на Народно позориште во Белград, на балетот, да го направам тоа нивно национално дело. Еден балет кој што за прв пат беше поставен во модерно руво, ајде така да кажам, затоа што пред 4 децении една нивна српска кореографка 81 мислам дека го има поставено, али збореме за 4 декади предходност, каде што далечното минато, така да кажеме. И тоа не било поставено како едночинка, него како двојчинка, според мислам заедно со еден друг кореограф, така да сега благодарејќи на идејата на генералниот директор и на дирекцијата на балетот успеавме заедно со композиторот Илич и со драматургот Ѓорđe Косич да го поставиме ова нивно дело во склоп на нова балетна форма, што ми беше драго. Станува збор за тие кои што не знаат, за еден епски јунак од како би рекол, повест од историјата на Србија. Станува збор за јунак нивни кој што си ја спасува својата жена која што била земена од страна на турците, кога тогаш се уште не биле, мислам, тоа станува збор за 14 век, кога турците уште не биле длабоко навлезени во Србија. На почетокот. Да, во Србија и сите, ајде, ние по старата генерација ја знаеме таа позната косовка девојка, слика, тоа е тоа, значи тој на крај ја спасува, таа е приказната, каде што тој и го спасува животот. Во тоа време секоја жена која требало да биде, која била грамотна страна на турците, по дефолт или законски било да биде уништена. Но тој го спасува животот и на тој начин... Од таа приказна правиме една прекрасна балетска представа. Јас ке замолам од режија да ги погледнеме фотографиите за она за што зборуваме, па малку да ни биде, односно повеќе да ни е јасно за што станува збор. За еден триаголник, како што се
се Анџа, Страхиња Бановиќ и Влах Алија. Така. Негде слично си имаме ка назва Македонска крва свадба помеѓу Цвета Спаси и Османбек. Со оваа приказна. Само што нашата приказна завршува среќно, а нивната завршува трагично. Тој умира кога ја спасува својата жена, станува доаѓа стои да каже целото општество му завртува грб и он останува сам со себе, вика и се обраќа на својата мајка викајќи мајки ја неа покрај мене, за мене живот нема повторно, нема повеќе. Единствено што останува за мене е да го посветам остатокот од мојот живот на мојата земја. И на тај начин заминува на Косово, каде што во... И од тоа ние правиме една преубава балетска представа со, се разбира, твоја кореографија. Сега, кажавме дека те исконтактира токму од Београдското позориште, јас така ќе го наречам, затоа што така е популарно да се спомене токму, без разлика се разбира дека зборуваме за театарот. Сега ме интересира, гледаме и моменти кога сето тоа пред да се реализира, како се реализирало, можеме да погледнеме голем број на една масовна продукција, продукција. Значи, како сето тоа успеа и за колку време го совладавме ова? Па вака, значи, самите подготовки коreографски трае 2 месеци, со тоа што воопшто не е мал период. Не е малку, значи 8 недели интензивна работа со 52 играчи на сцена. За мене ова беше една од моите најголеми продукции со оркестарна сцена со 90 костими заедно, имаше 2 подели во представата. Значи двете подели добија под еднакво право да бидат и на проба и да одиграат 2 представи, целата представа како што реков со оркестар, за кој што како да се работи со толкава маса на луѓе на балетани? Тие се професионалци. Секако, меѓутоа сепак бројката е многу голема во овој предизвик. Тоа за мене предизвикуваше најголем предизвик, затоа што јас имам работено со некој сајде до максимално 35-6 луѓе, 35-6 играчи, но ова беше дефинитивно најголемата моја масовна продукција. Некако идеше полесно затоа што сите слики беа претходно спремени, значи додека се музиката се подготвуваше, работевме значи во представата имам 15 слики. И секоја слика е поврзана само за себе. Од кои што 7 беа групни слики, а останатите беа дуети, сола и трие, каде што се поврзуваат од самиот почеток, од постоењето, од неговото отварање на сцената, па се до самиот негов последната слика, битката на Косово поле, така да едноставно представуваше challenging, што би рекол, да предизвик да едно вакво дело биде претопено во модерен изричај, што би рекле. Работевме 2 месеци, за кои што беа 2 месеци во сала, а уште 4 до 5 месеци со самото спремање на целата представа, сценографија, костимографија, све заедно, така да една, како што реков, масовна продукција за кој што од сите... Покрај балето тука и глумата, мораме да потенцираме и такво нешто, сите тие емоционални набои да успеам не само со покрет, него да бидат и емотивно. Сега, доброто е тоа што, например, во модерниот не мора да идеме на тие пантомими или тие мимики кои што класиката ги има. Во модерниот имаш еден природен начин на појавување на таа емоција во која се наоѓаш, нарочито кога станува збор, кога нивната свадба или кога нивниот прва брачна ноќ или кога мајката кога турците влегуваат внатре земјата Анџа и така натаму. Така да, освен со самиот покрет, ми беше предизвик да на самите играчи и се долови атмосферата зошто се во таа сцена, што се дешава, заедно со драматургот успеавме на заеднички начин и со покрет и со емоции да ги склопиме сите слики. Така да ми представуваше стварно задоволство дека успеав ова се главните ликови, така? Да. Предпоставувам, да. Тоа е Влах Алија и Анџа, или Ангелија, понашки. Така да, една продукција за која што сум доста поносен, доста горд и од оно што успеав да слушнам. Тоа ќе ми беше и следното прашање. Кажавме, морат гледачите да потенцираме кога ние вака гледаме и одиме на театарска представа, било што е и твојата балетска представа како кореограф. Кажавме колку време се работи за да ние тоа го погледнеме, за колку време трае? Саат и 10 минути. Ете така, за 1 час и 10 минути ние работиме скоро 6 месеци. Кажавме 4 месеци прво да се разгледа што се како треба да биде. Тие продукции знаат да траат и по година дена подготовки.
И да, за еден час. Да. Колку е сето тоа, можам да замислам. Сега не е тоа тешко, затоа што ние сме професионалци, меѓутоа сакаме се да ни биде поред и онака како што сме го замислиле да го изреализираме на сцена. Ме интересира србите како реагира публиката, како реагираше во Белградското позориште на сето ова. Ке те оставам да ми кажеш, претпоставувам. Па јас би рекол, после, кога една премиера ќе доживее 10-минутен аплауз, мислам дека нема потреба што друго да јас кажам сам по себе, но од самите реакции, критики што ги добив од публиката која гледаше, луѓето беа воодушевени, едноставно целата приказна е јасна, чиста, ги води во еден како што некој не рекол као да се во филм, затоа што сликите сами по себе се лепе една на друга, едноставно не ти дозвола, не дава простор да ти дишеш во смисла да немаш да ти избега концентрацијата надвор од тоа што тие сати 10 минути. Така да таа енергија, тој набој се гледаше, јас мојот набој енергија го дадов на играчите го пренесува на публиката. Така да од сите барем до мене што на сцената. Нормално. Тоа е секако, пак ќе кажам, станува збор за една голема продукција со многу страни инволвирани, значи од музика до сцена, до костими, значи да ги склопиш сите 90 костими и за секоја слика да има различен костим кој што ќе видат. Барем гледаме мал дел од подготовките. Да, можам да замислам. Значи сепак представува, значи за нив е нивно национално дело за кој што они доста време го најавува. Јас имав таа чест да го направам тоа дело. За моја среќа тоа дело испадна успешно. И се надам дека тој балет во сезоните кои што доаѓаат од септември. Србите го сакаат балетот? Да, па добро, сепак збориме за Народно позориште, театар со искуство, и збориме за една публика која што е белградската публика која што традиција и знае точно да цени и да покаже, значи станува збор за публика која што со годините, вековите наназад она доаѓала, гледа, прати, знае што е. И се пренесува тоа од генерација на генерација, од колено на колено, верувам дека е така. И мислам од оно што слушнав дека како е, затоа што тоа мислам кај нив е склопено во националната книжевност, дека се подготвува да во школите каде што се изучува, поточно се зависи во кој одделение се или во не знам тачно, дека ќе се носи и тие луѓе или тие ученици ќе бидат едуцирани да посетуваат како да го посетуваат театрот и да ја видат таа народна песна, поема уствари во формата на балетот или на танцот. Одлично. Тоа треба да го практикуваме и кај нас. Јас сега ќе ги искористам овие. Доколку ги имаме таквите дела. Доколку ги имаме, еве се надеваме дека ќе ги имаме. Јас сега би сакала да ги искористам овие последни минути со оглед на тоа дека со тебе времето многу брзо секогаш поминува, да ни кажеш што е она што ќе следи. Кажавме дека си наш кореограф од светска слава со нови предизвици. Најновиот предизвик го кажавме дека и со љубов голема го имаш работено. Што е она што ќе следи сега во идни? Знам дека имаш многу проекти и си многу баран. Вака само ќе се навратам назад, значи пред да ја започнем оваа премиера, на 29 април имав премиерата во Словенија, во Горица или Нова Горица, кој што е европски културен град, и заедно со мојата продукција која е еден Balkan Dance Production и Eminent Dance Company во Словенија успеавме заедно да поставиме дабл бил, што би се рекол, двочинка, каде што првиот се викаше Borderline, што представуваат границите во денешно време, затоа што Горица или Нова Горица е поделена на два дела, италијански и словенски дел, или југословенски, што беше претходно. Така да но заедно се во театарот. Да, заедно се едниот дел зборува, значи на една улица ги дел. Така да сум задоволен од успешноста на таа премиера за која што работев 3 недели, затоа што малку помала. Продукција испадна добро, луѓето се задоволни, публиката е задоволна, се веќе одиграа 9 представи во Словенија и на есен иде италијанската премиера, каде што ќе биде прошетена из Италија и се надам дека на останатиот дел во регионот. Сега, што следува? Следно е тоа дека веќе крајот на наредната недела земно за Германија, каде што требало да ја започне новата продукција Прометеус или The Creatures of Prometheus по музика на Бетовен или единствениот балет кој што Бетовен го има напишано, тоа е чудовиште, не знам како да го преведам, The Creatures на Прометеус. Да, така нешто. Зверови, така нешто. За кое што прво
прво ќе навлезам во суштината на представата, а веќе на есен ќе ја почнеме на Бетовен со оркестар. Исто така иде премиерата закажана за 2 февруари, ќе имаме октомври работна верзија и крај на декември. Почнуваме од сега за да го реализираме. Во Германија мораш прво да ја представиш целата представа. Малку на запад се работи малку на друг начин за разлика од тука, но како сум работел и таму и тука и како мојата кариера е таму и така да ги знам сите тие начини кои што функционира Германија. Така да во октомври, прво, значи ја завршувам таа мала препарација сега во јули. Би требало крај на септември имам една нова понуда во Нови Сад, кој што треба да ја завршам. Октомври сум во Германија, ноември сум во Словенија. И Нови Сад е исто познат во Србија по театарот. Па ја имав претходната година имав премиерата во ноември, имав премиерата таму на Травијата, на операта, така да. Секоја чест Игор, ова што го слушаме, што можеме да кажеме ние отколку да сме воодушевени само. И 2 февруари ми е премиерата на Прометеус, да веќе сега имам две некои опции кои што се уште не сум сигурен што конкретно, затоа што сум точно конкретно во преговори. Едната е во Русија. Дали ќе се остари, како ќе се остари, ќе видиме во Москва. Од Германија одиме во Русија, од Москва. Преку Словенија и Нови Сад, а измеѓу секојше Македонија. Така да некако ова година, мислам, ова сезона, зборам сезона која што доаѓа, значи од септември до јуни, јули, ми е испланирана и само здравје имам две големи продукции, две помали продукции за кои што сум доста среќен и ми представува предизвик за тие нови продукции, кога драматуршки ќе се скоцкат сите работи, кога ќе знаеш кога, како и зашто се поставуваат. Мислам дека кога доаѓаме до оние одредени резултати. Жалам што не поминува времето, но јас морам да исто за самиот крај знаат дека си македонец, така, Игор Киров, секаде каде што не представуваш. Но знае ли Македонија дека си таков македонец? И колку ги почитува оние твои квалитети на светски начин кои што си ги реализираш и каде што светот тебе толку многу те бара, како кореограф на сите можни најголеми, да кажеме, нели настани или поточно театарски представи, каде што еве дори Србија за свој епски јунак те побара, Македонија да те побараше за нешто така наше убаво македонско и ние како публика да бидеме воодушевени од она што ти можеш да го реализираш. Дали се надеваш дека барем сега ова идно време може тоа да се случи, со оглед на тоа дека изминатите години тешко? Да, изминатите години тешко да малтене воопште не постоев. И за жал, морам да кажам. Добро, види, ја како што реков, јас не зависам од нашава земја, од нашето општество, од нашите меѓутоа треба да вреднуваме, затоа што си наш македонец. Да, али кога не зависиш или не си, ајде да кажеме, обоен према едни или према други. А да зависеше од Македонија? А да зависев од Македонија, сигурно ќе играв по некоја нивна нота, затоа што тоа е, ке нас друго нема, или си дел part of the group, или not part of the group. Но среќа твојот талент се забележа надвор од границите. А што, дали нешто ќе се деси во иднина, јас сум секош отворен за секакви соработки, не значи ако некој до сега не ме ценил дека некој што ќе дојде нема да го цени, но во нашето општество никош не се знае што утре донесува, така да не би ме изненадило ако моето препознавање не продолжи, но би ме изненадило доколку или позитивно доколку од новото Министерство за култура, или новиот министер за култура го препознае тоа кој сум, што сум, но пак ќе кажем I'm not begging for being recognized. Да. Така да јас затоа кажем имам доволно, имам свој CV, имам своја работа, така да доколку се деси ќе бидам среќен, доколку не се деси пред мене имам и да не се случи, верувам дека ќе се случи. Игор Киров, ти си наш македонец, светски познат кореограф и тоа е веќе факт и докажано и како што кажавме си го имаме во CV-то. Суза, што ќе искоментираш? Изненаден во новите промени. И јас исто и да бидеме дел од публиката еднаш да гледаме и ние таа убава кореографија. Обично да мислам, еве сино ќе бев на гала балетскиот концерт, еве само ја користам прилика да честитам синкешниот концерт на сите мои колеги, кои што
беа Се на ги сцената. испочитува, браво, Да, Игор. така да ми беше драго да ги видам, да бидам дел од нивната вечер, така да имавме публика која што неколку луѓе ме сретна, или луѓе кои што ми пишуваат кога ќе се вратиш, кога ќе направиш нешто кај верувам. нас, ајде време е. Затоа и те прашам. Здрави само. Ќе биде тоа. Ние сме сигурни и знаеме дека тебе ниту небото не ти е граница. Така е. И знам дека кога на нашето небо, на моето небо не ми даваат да светам, јас ќе пронедам некое ново небо и ќе светам убаво уште посилно кажано. на тоа небо, но И тоа не е искрено. едно небо, повеќе. Искрено Облаци посакувам од срце, големи. посакувам Благодарам, Игор, што да беше бидеш наш гост. пријатно изненаден. Благодарам многу.